Граната е? Ова е тренинг сесија во воениот центар на резервистите во регионот на Киев, каде што цивилите кои станале кадети вежбаат да напаѓаат згради. Меѓу нив е и 41 годишниот предприемач Дмитро Троценко, кој се пресели од Крим во Киев во 2007 година за да започне бизнис. Сега тој се подготвува за нова кариера. Разбирам дека оваа војна веројатно ќе трае долго. Ке морам да земам оружје и да ја бранам мојата татковина. По потекло сум од Јалта на Крим, но не сум бил дома 10 години, па навистина сакам да се вратам таму. Наставната програма се заснова на сличен курс на НАТО и учи вештини како што е лидерство на трупи. Школник, 24 годишен поранешен војник, кој не сакаше да се користи неговото презиме, вели дека индивидуалното планирање на битките е исто така дел од наставната програма на курсот. Підводимо и до планувања за Ги учиме да вршат едноставни маневри, за командантот на водот, на кадетите да може да ги разбере како се планираат војните задачи и како да ги извршуваат. Школник беше ранет во март 2022 година, бранејќи го Мариупол и фабриката за челик Азовстал. Тој помина речиси 6 месеци на рехабилитација, но никогаш целосно не се опорави. Не можејќи да се врати на фронтот, тој избра да помага со тоа што ќе ги научи другите. Напреден 3-неделен курс во резервистичкиот воен центар чини околу $300. Цивилите исто така можат да добијат бесплатна обука во центрите на национален отпор, поддржани од украинската влада. Еден таков центар во Киев беше отворен во октомври 2023 година. 38 годишниот воен ветеран Владимир Авдеенко вели дека воената обука во моментов е граѓанска должност. Знаем што да ще нема. Имаме непријатели на различни фронтови, па затоа треба да бидеме подготвени да се одбраниме. Главната идеја е дека сите, дури и цивилите, треба да бидат воено обучени. Околу 1000 луѓе го завршија овој 7-неделен курс, а повеќе од 10% од нив се приклучија на вооружените сили на Украина, вели Авдеенко. Алиса Крикуненко, 32 годишна балерина од ансамблот Вирски, го завршува својот тренинг. Нејзиниот сопруг од почетокот на инвазијата војува на првите борбени линии. Инженерна справа, то Овде научивме многу. Имавме обука за инженерство, копавме ровови, научивме да ракуваме со оружје, работевме со дронови. Сега учиме вештини за камуфлажа. Центри за воена обука како овој се наоѓаат и во регионите за Карпатија, Харков, Керсон и Волин во Украина.